Пладневни вести на 1 ТВ, добар ден. Во минатите неколку денови екипата на 1 ТВ, составена од колегите Кристина Атовска и Дејан Младеновски, детално го следеше развојот на настаните во Унгарија, поврзани со бегството на Никола Груевски и поднесувањето на азил во оваа земја. Во овие вести повторно ги вклучуваме во живо. Атовска, Македонија и утрово се разбуди со прашањето што ќе се случува со Никола Груевски и како ќе постапат унгарските власти. Ти деновиве се обидуваше да излечеш многу одговори, но сепак унгарските власти остануваат многу резервирани на оваа тема и не сакаат да одговорат на поставените прашања. Кои се последните информации со кои располагаш ти во овој момент? Така, Антонио, тукму како што кажа, меѓутоа из утринава мора да кажам дека се појави една шпекулација во јавноста според која Никола Груевски веќе ја напуштил оваа држава. Во изминатите 2 часа ние се обидувавме да дознаеме дали е тоа вистина, дали е ова точно. Меѓутоа, нашите информатори овде и нашите истражувачи, односно нашиот истражувачки тим од кој станавме дел поточно, сепак сметаат дека Никола Груевски се уште се наоѓа овде во престолнината на Унгарија, во Будимпешта, и дека се уште не ја напуштил. Секако тој веднаш поднел барање за азил од друга амбасада надвор од оваа држава. Овде бил испрашуван во Центарот за азил и сега таа процедура е во тек. Унгарските власти, како што и самиот кажа, не сакаат да кажат апсолутно ништо додека процедурата не заврши. Меѓутоа, сите лица со кои разговаравме и како стои состојбата овде, сосема е сигурно, сосема е известно дека Унгарија ќе му го даде азилот на бегалецот Никола Груевски. Сепак, во однос на неговото напуштање на оваа држава, мора да кажеме и дека овде постои огромен сомнеш помеѓу академската фела, кај опозицијата, но и кај нашите колеги новинари кои ја следат оваа состојба и кои ги следат бизнис релациите помеѓу Орбан, Груевски, но и некои други високи политичари од други држави, сепак сметаат дека постои веројатност и би можело да биде многу известно од овде бегалецот Никола Груевски прибежиште да бара во Русија или пак Турција, бидејќи тоа се за него пријателски земји, односно се земји кои во моментов ги водат негови пријатели, ако може така да се изразиме, како што е всушност и унгарскиот премиер Виктор Орбан. Што се однесува до состојбата овде, до нашиот 5-дневен престој кој денеска ќе заврши, да им најавиме на гледачите, мора да го споделам искуството со македонската јавност. Навистина овде и обичните граѓани на улица веќе не препознаваат и ни честитаат за она линковско вклучување од пред вилата на Орбан, но и нашите колеги кои немаа храброст да се вклучат во живо токму отаму. Кога сме кај храброста, само што да напоменам дека навистина овде внимателно се известува. Овде владе една состојба нешто налик она во Македонија од пред речиси 2 години, кога луѓето живеа во своевиден грч, во своевиден страв, и новинарите исто така, и се внимава на секој збор што ќе отиде во етер, на сето она што ќе се публикува, и тоа секако сите информации, слободните медиуми мора да внимаваат на речникот и на начинот на кој што го кажуваат, за да не западнат во некоја неволја. Овде нашите колеги велат дека не се соочиле со закани по нивните животи, меѓутоа секојдневно се соочуваат со тужби и со правни реперкусии. Исто така нагласуваат дека јавното обвинителство и полицијата овде се под контрола на Виктор Орбан, односно работата во негов интерес, па токму затоа и тужбите, секако и постапките кои се преземаат против новинарите одат во таа насока. Така што, Антонио, доколку имаш уште некое прашање, повели, доколку не, тогаш да се одјавиме од нашето 21-во линковско вклучување од унгарската престолнина. Атовска, немам дополнителни прашања, ти благодарам за ова вклучување. Се надевам дека македонските институции ќе си ја завршат работата и ќе ги
проверат информациите кои што ти сега ги пласираше дека Груевски можеби ја напуштил Унгарија и се упатил кон Русија, меѓутоа останува знак прашалник по однос на ова прашање, останува службите официјално да го соопштат својот став. Ние продолжуваме понатаму. Главните информации за бегството на поранешниот премиер Никола Груевски треба да дојдат од унгарската влада, но таа се уште не ги дава бараните одговори на македонските новинари и власти. Бегалецот Груевски, според информациите, во Унгарија ужива државна заштита и е третиран како важна личност. Унгарските власти демантираат дека тие и државата на било кој начин се вмешани во патешествието на поранешниот премиер на Република Македонија, кој треба да издржи затворска казна. Од друга страна, актуелниот премиер Зоран Заев ветува дека Груевски ќе биде екстрадиран во Македонија. Во емисијата 360 степени, Заев потсети на примерот со хрватскиот екс-премиер Иво Санадер, кој откако беше осуден во 2009 година заради корупција избега од Хрватска, но една година подоцна беше фатен и испорачан на хрватските власти. Се што сум кажал, така ќе биде. Јас кажувам дека Груевски ќе биде вратен, заради тоа што и меѓународната легислатива и законите се на наша страна. Ќе биде вратен. И Санадер избега, така? Па беше вратен. Ќе биде вратен. Груевски сега и Унгарија треба да одговорат. Ова што сега го знаеме. Дали бил киднапиран? Штом вака во дипломатски коли е возен по повеќе земји. Па нели е пак одговорност на МВР и да бил киднапиран, бидејќи тој има 6 мина обезбедувачи од МВР. Така да ги истражиме работите, дали бил киднапиран и дали доброволно по сопствена волја влегол во дипломатска кола. Од тие одговори ќе се испостават еден куп други прашања, поврзани со барањето негово за азил и за одлуката на една земја членка на ЕУ и на НАТО, така да ќе ги видиме сите аргументи. И неколку денови по бегството на Груевски молкот српските власти, иако станува повеќе од очигледно дека за да стигне до Унгарија, Груевски морал да помине и низ Србија. Црногорските власти официјално потврдија дека Груевски ја напуштил Црна Гора на граничниот премин со Србија до Браково. Единствената изјава од официјална српска институција досега е таа на Министерството за внатрешни работи на Србија за регионалната телевизија N1, во која се вели дека Груевски нема српски пасош ниту српско државјанство. Во изјава за 1TV, српскиот новинар Теофил Панчич, кој одблизу ги следи односите меѓу Македонија и Србија и еден од најпочитуваните критичари кај северниот сосед, вели дека нема да биде изненаден ако Вучич му помогнал на Груевски, бидејќи според него тие се ист профил на политичари. Постои една веома јасна блискост измеѓу политичкog профила, ако hoćete, Nikole Gruevskog i njegove vladavine u Makedoniji u prethodnih 10 godina i onoga što Vučić i njegova partija rade u prethodnih 6 godina u Srbiji. Ta bliskost nije samo implicitna, ona je bezbroj puta javno iskazivana i to pogotovo sa strane ovdašnje, tako da kažem, od Vučića i njegovih saradnika. Sećate se da su oni u mnogo situacija zapravo za vreme vladavine Gruevskog govorili o tome kako čak su koristili izraze da je zapravo njegova vlast neka vrsta njihovog uzora i tako dalje, a onda kada je ta vlast došla u krizu, imali su veoma jasnu, eksplicitnu političku, medijsku i ko zna još sve kakvu podršku iz Srbije, odnosno od državnih organa Srbije. Tako da je logično negde pomisliti da i u ovoj situaciji u kojoj Gruevski rešio ili mu je savjetovano da se skloni, da je to moglo da bude ili preko teritorije Srbije ili uz ovu ili onu formu učešća nekih ljudi iz vlasti u Srbiji. Под мотото време за чист воздух, денеска скопјани ќе одржат собир пред инспекторатот на град Скопје. Според граѓаните кои се организира преку социјалните мрежи, има премногу неправилности и недостатоци кои треба итно да се коригираат, како проблемот со автомобилите, работата на депонијата Дрисла, грејните средства на БЕК, зеленилото во Скопје и гасификација на градот. Граѓаните бараат мерки кои треба итно да се спроведат. Тоа е привремена забрана за работа и процентуални казни согласно профитот на големите индустријски објекти, додека не се воспостават еколошки стандарди по примерот на Југохром, итно и безбедно отстранување на опасниот отпад Линданот во близина на Охис.
За спречување на градежната експанзија бараат од пратениците во Собранието на Република Македонија поднесување предлог за итна промена на Законот за локална самоуправа со враќање на членот 47 кој гласи: за својата работа градоначалникот одговара пред граѓаните на единицата на локалната самоуправа. На предлог од најмалку 175 од вкупниот број избирачи може да се покрене прашањето на доверба на градоначалникот. Одлуката за недоверба е донесена ако за неа гласале 51% од вкупниот број на гласачи во единицата на локалната самоуправа. Во текот на изминатата ног, како и утринава во западните и јужните предели, има локални врнежи од дожд и снег на повисоките места и на планините. Снежната граница се спушти и до околу, па и помалку од 1000 метри, со што провејување на снег има и во некои од населените места. На планините е формирана и снежна покривка. Понатаму до крајот на денов ќе имаме претежно облачно време со локални слаби врнежи од дожд. На повисоките места и на планините ќе провејува снег. Во вечерните часови во текот на ноќта локално, во западните и во јужните предели врнежите ќе бидат со умерен интензитет, а снежната граница ќе се наоѓа некаде на околу 1000 метри. Истата може да се спушти и нешто пониско. Ќе дува и умерен ветер претежно од источен и североисточен правец, додека максималните дневни температури ќе се искачат во интервалот од 5 до 12 степени. Утре ќе има врнежи од дожд во најголем дел од државата, додека на повисоките места и на планините ќе паѓа снег, со што ќе дојде до позначително формирање на снежна покривка. Услови за врнежи од дожд и снег ќе има и на местата пониско од 1000 метри надморска височина. Следуваат вестите од светот по избор на колегата Дамјан Варушлија. Бугарскиот заменик премиер Валери Симеонов синоќа поднесе оставка откако беше изложен на притисок да се повлече од функцијата поради навредите упатени кон активистите за заштита на лицата со посебни потреби. Медиумска кампања против мене. Таа кампања им штети на угледот и авторитетот на владата и стана пречка за незината нормална работа, изјави Симеонов на пресконференција во Софија, на која ја најави својата оставка. Тој нагласи дека не можел да дозволи да продолжи таквата состојба и затоа решил да се повлече. Не се работи за мене или за партијата на чие чело сум, туку за владата за која сметам дека е многу успешна, додаде Симеонов. Симеонов, кој е лидер на националистичката партија Национален фронт за спас на Бугарија и на коалицијата Обединети патриоти, беше вице-премиер задолжен за економска и демографска политика. Скандалот изби поради неговата изјава дека активистите за заштита на правата на лицата со посебни потреби се разврескани жени кои ги злоупотребуваат своите болни деца. Американската централна разузнавачка агенција смета дека наредбата за убиството на новинарот Џамал Кашоги во Истанбул ја издал саудискиот престолонаследник, принцот Мохамед бин Салман. Како што тврди Вашингтон Пост, повикувајќи се на анонимни извори, ЦИА до ваквиот заклучок дошла врз основа на сознанијата од повеќе извори на разузнавачките служби, вклучувајќи од телефонските разговори на братот на престолонаследникот, принцот Халид бин Салман, и на саудискиот амбасадор во САД со Кашоги, за кои сведочеле луѓе блиски до кралското семејство. Според овие сведочења, принцот Халид му рекол на Кашоги дека треба да оди во саудискиот генерален конзулат во Истанбул, каде што беше убиен, со цел да ги земе потребните документи за неговата венчавка, гарантирајќи му дека е безбеден. Во реакција на ваквите тврдења, саудиската амбасада во Вашингтон соопшти дека амбасадорот и Кашоги никогаш не разговарале за неговото заминување во Турција, нагласувајќи дека сознанијата на ЦИА се лажни. Предлог договорот за истапување на Велика Британија од Европската Унија, што го постигнаа преговарачите на Брисел и Лондон, нема да добие поддршка во парламентот во Вестминстер, изјави синоќа поранешниот британски министер за Брекзит Дейвид Дейвис. Поверојатно е дека долниот дом на парламентот ќе го отфрли договорот,
отколку дека ќе изгласа недоверба на премиерката Тереза Меј. Не гледам како договорот може да помине, изјави Дејвис во интервју за американската телевизија CNBC. Најмалку 71 лице загинаа, а над 1000 луѓе се водат како исчезнати во катастрофалниот пожар што беснее во северниот дел на американската сојузна држава Калифорнија, соопштија синоќа локалните власти. Како што јавува ДПА, шерифот на округот Бют, Хорин Хани, на пресконференција соопшти дека бројот на лицата кои се сметаа за исчезнати пораснал од 631 на 1011. Според него, сепак не е исклучено некои од овие лица да биле изброени два пати, или пак да успеале да побегнат пред стихијата, но не е познато каде се наоѓаат. Овој пожар е досега најсмртоносната и најдеструктивна огнена стихија во историјата на Калифорнија. Под драконски безбедносни мерки, со ангажирани околу 5000 полицајци, хеликоптери и полициски дронови, со цел избегнување какво било инциденти, денеска во Атина се одбележува 45 годишнината од студентскиот бунт против хунтата. Традиционалниот марш, како и секоја година, започнува во попладневните часови од Политехничкиот факултет, што важи за символ на бунтот, бидејќи оттаму, во 1973 година, почна борбата против воената хунта. На собраните граѓани, во најголемиот број членови на левичарските организации, здруженија и партии, протестот го завршуваат пред амбасадата на САД во Атина. Почитувани гледачи, со вестите од светот го затвораме ова пладневно информативно издание. Следните вести се во 16 часот, а до тогаш информирајте се на 1tv.mk. Пријатно!